Еве неповторно во студиото на телевизија Мега, односно ќе продолжиме понатаму со содржините кои што ги имаме за денеска. Следи разговорот на денот, кој што знаете еве секојдневно со различни гости за актуелности ги имаме токму за вас. Денеска имам полно студио гости со кои што ќе разговараме на тема активности завршна учебна година во Основното училиште Коле Канински. Добар ден ќе ви посакам на сите. Директорката Лидија Павловска, значи директорка на училиштето Коле Канински. Имаме Ирена Петровска, наставник по германски, Ирена Богдановска, оделенски наставник и Марија Недановска, наставник по македонски јазик. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Благодариме за поканата на телевизија Мега и многу успеси во вашата емисија која е многу гледана. Ви благодариме. За вас заврши учебната 2016-2017 година, заврши за сите училишта во земјава. Јас кажав и претходно, учениците веќе уживаат во својот летен распуст, но за вас работата можам да кажам дека тек започна, затоа што сега ги исследувате сите оние впечатоци и она како помина оваа учебна година. Па затоа ќе ве запрашам како 2016-2017 ја оценувате вие кога е во прашање вашето училиште? Како што знаете дека вие бевте наши партнери во текот на оваа 2016-2017 и во секоја учебна година сте тука со нас на сите активности и проекти кои што ги реализираме и можеме да кажеме дека ја заокружуваме доста многу успешно со многу активности и еве веќе денес имавме наставнички совет, ги кажувавме производите што излегува од тие успешни проекти и активности, а не дека застануваме сега, веќе продолжуваме и понатаму. Тоа кажува што и оваа година имавме плюс 70 првачиња ученици кои што се запишаа во нашето училиште, односно не само првачини, туку на ниво на цело училиште имавме плюс 70 ученици од минатата година и со тоа уште 2 паралелки плюс. Така да сметаме дека тоа е некој доказ, тоа е нешто позитивно за нашето училиште, кое што ни дава поттики понатаму да работиме вака успешно и да се докажуваме дека имаме добар квалитетен кадар, кој што е број еден. Мислам, тоа е најважно во едно училиште, но и условите кои што им ги даваме на учениците во училиштето, тоа е она што ги привлекува учениците да дојдат кај нас да учат. Предпоставувам дека во текот на оваа учебна година реализиравте голем број на проекти. Еве најпрво ќе ве запрашам кои се оние позначајните кои што ќе бидат како проекти кои што одбележаат 2016-2017. Значи имаме проекти кои што тековно веќе неколку години, 2-3 години си ги реализираме. Тоа се веќе екологија и меѓуетничка интеграција, тоа е се веќе влезени во наставната програма, но проекти кои што се тоа се инклузијата, која 2 години веќе ја работиме тука и еве веќе колешките се дел од тимот на инклузија. Имаме проекти кои веќе 7 години, еве да почнам со Ирена тука, германското изучување, раното изучување на германскиот јазик, од прво оделение кај нас се изучува и веќе 2 години со ред формираме германска паралелка во 6 и во 7 оделение имаме. Исто така имаме караванот на пријателството, знаете дека веќе 3-та година се реализира. Исто така имаме спортот, тука и нови спортски активности и спортски проекти кои што влегуваме. Тука беше новиот проект влегување на учениците Игри без граници од 4-то оделение, значи координаторката е Ирена Богдановска. Исто така живеевме оваа година едно полугодие со сказните и бајките на Андерсен, Ноксо Андерсен, проектот кој што ја одбележа, мислам дека едно полугодие одбележа и во текот на целата година ги чувствувавме активностите на тој проект. Донации, значи покрај семинари, обуки кои што имавме како за наставниците, така за учениците, така за техничкиот персонал во училиштето, имавме доста инфраструктурни зафати како во централното, така и во подрачните училишта и така сметам дека сето тоа се заокружи во една доста успешна година. Еве јас ќе започнам со Марија, со проектот на кој што таа работеше. Од каде идејата за да се реализира еден ваков проект? Каков беше интересот на учениците и нивните впечатоци од кога заврши овој проект? Јас сум само една од координаторките кои работеше на овој проект. На овој проект се реализираше 6 месеци во нашето училиште, инаку е меѓународен проект, потекнува од Република Чешка.
Она што можам да кажам, бидејќи ние и порано излегувавме со директорката на емисија, имавме медиумска покриеност и од вашата телевизија, да не се повторувам постојано, само ќе кажам за впечатоците, нека буквално нашето училиште живееше во духот на бајките на Андресен. Впечатоците, учениците беа пресреќни, исто така и наставниците, родителите се вклучија, значи сите буквално живеевме во духот на Ханс Кристијан Андресен. Колку во еден свет кај што живееме се повеќе со напредна технологија им фалат бајките на денешните деца? Па, постојано за тоа зборуваме дека учениците, децата се помалку и помалку читаат, не знаат дека не само тоа што им се збогатува вокабуларот со читање, дека книгите можат да ги однесат на некои места кои самите не знаат дека постојат. Она што ние се соочуваме, се трудиме што повеќе и повеќе да ги мотивираме да читаат, и тоа со најразлични модерни техники, методи, стратегии и така натаму, за да се зголеми интересот кај учениците за читање. Значи ли тоа дека овој проект ќе го видиме и наредната година ќе се реализира веќе кај вас? Па се надеваме дека и година ќе учествуваме на овој проект. Да, и доста интересно беше спиењето вечерта, наќевањето во училиштето, па и со Марија заедно правеа нови верзии на старите бајки на Андерсен. Модерни бајки, односно како би изгледале бајките на Ханс Кристијан Андерсен во 21 век. На денешно време. Како би изгледале, еве накратко, како децата ги гледат бајките во денешното време? Ја работевме бајката на Ханс Кристијан Андерсен, Царевата нова облека, но создадовме нова модерна бајка, се викаше Принцот Трендсетер. И се работеше за еден принц кој постојано своето време го трошел на Инстаграм и на Фейсбук, поставувал слики и така натаму, да не ја откривам бајката, може да ја најдат и учениците и сите кои се заинтересирани на YouTube ја имаме, понатаму ја драматизиравме, беше многу интересно. Самите ученици беа воодушевени од крајниот продукт на таа бајка која го создадовме заедно со мене. Исто така, многу е значаен и проектот, односно воведувањето на германскиот јазик, како што рековте, што од првото деление во вашето училиште. Има ли интерес за изучување на германскиот јазик, ако знаеме дека е еден од потешките јазици кога е во прашање изучувањето? Така, значи нашето училиште е едно од 12 училишта во Македонија кој е вклучено во овој проект, рано изучување на германскиот јазик. Постои голем интерес кај учениците, меѓутоа треба да формираме секоја година само по една паралелка. И досега, во текот на овие 7 години колку што сме вклучени во проектот, имаме формирано 2 германски паралелки и тие ученици го имаат веќе положено испитот ФИТ, кој што го покажува познавањето на германскиот јазик на учениците. Значи, учениците, освен тоа што се вклучени во овој проект, учествуваат на најразлични активности, работилници, како и ние наставниците, постојано сме на обуки, семинари и хоспитации во Германија и во други градови во земјата. Колку е лесно за децата? Прво деление, дете од 6-7 години да се справи со германскиот јазик, барем со англискиот немаат проблем, затоа што, како што рековме, технологијата и достапноста на интернетот веќе и самите бара да го изучуваат. Но еве со германскиот како се соочувате? Факт е дека германскиот јазик е потежок од англискиот јазик, меѓутоа со помош на најразлични, најсовремени методи кои ги стекнуваме, кои ги учиме на семинарите, ние тоа им го правиме што е можно полесно и поинтересно. Од прво деление се започнува со најосновен вокабулар, па како иде понатаму во текот на другите оделенија, тие веќе осознаваат и граматиката и почнуваат да зборуваат без, мислам, нормално не можат да зборуваат без грешки, но имаат време да научат, ги имате и паралелките кои што се понатаму од шесто деление веќе сите ученици во нашето училиште изучуваат германски, а овие што се вклучени во германската паралелка, тие се малце понапредни. Ќе се вратам и на еве оделенската настава, но еве ќе ги споменем овде и подрачните училишта кои што се под Коле Канински, училиштето во Буково, но и Поешево. Ливади и во Поешево, така. Колешката е од подрачното училиште во Буково, а додека Поешево знаете дека е инфраструктурно веќе ново училиште имаме со поставување на монтажното училиште. Еве ќе почнеме со тоа колку дечиња имаме во Поешево, во Поешево во моментот имаме 12 ученици, учат во многу современи услови, училиштето е во последна, како да кажам, градежни
напредни модели, како да кажем, за тие монтажни училишта, дават доста услови за работа добри. И исто така имаме уредно забавно-рекреативен училишен двор, значи дел со забавно-рекреативен дел во дворот и имаме со спортски терени, значи имаме фудбалски, кошаркарски терени, така да покрај наставата во училниците, може би настава во природа во училишниот двор, значи екологија тука сето тоа, исто со помош на донации од страна на иселеници од странство, исто во секој училници има вариолајт пердиња, вариолајт венецијанки и така да има толку услови за работа од видеобим, од телевизор во училиштето и учениците имаат најсовремена настава. Еве ќе се задржиме и на проектите и активностите кои што имаат токму овие ученици во подрачните училишта под Колеканински. Така и Буково оваа година реализираше доста активности. Значи, како што спомна директорката, инфраструктурно имавме донација и ние од наше училиште, партнер училиште, од Гостивар, меѓутоа тука и донацијата од нашата митрополија. Што се однесува до проектите што се реализираа во Буково, треба да го спомнам проектот за одбележување на светскиот ден на здравието. Покрај останатите проекти, знаете дека ние во училиштето особен акцент ставаме на подигнување свеста за правилен начин на живот. Одржавме трибини со родителите, меѓутоа и други активности со кои што ќе го подигнеме тој степен на свесност за правилниот начин на живот. Оваа година веќе тие проекти ни се со заедничка соработка со Институтот за јавно здравје на Република Македонија и нашите извештаи, нашите проекти веќе се презентирани до Светска здравствена организација. Одржавме низа активности, како што кажа, од оделенска настава, еве и последната активност во Велес на државната манифестација Игри без граници. Оваа година беше од еден рекреативен карактер, меѓутоа наредната учебна година ќе премине во еден државен надпреварувачки карактер, значи ќе влезе во календарот за надпревари. Многу интересна манифестација, учениците ја прифатија со љубопитност. Вие бевте сведоци на нашата организација за општинскиот надпревар, каде што така за четврто деление, каде што успеавме да ги победиме нашите противници и да одиме на државната манифестација. Исто така тука би ги споменала и проектите како што се од природни науки, млади истражувачи, и се реализира преку нашите гостувања, како што кажа колешките, на семинари, нашето споделување на искуство со нашите колеги од останатите градови. Мора да ги споменеме еколошките проекти, секогаш застапени во активностите на училиштето Колеканински. Така, екологијата ни е така појака страна. Знаете дека сме добитници на највисокото признание Зелено знаме и дека сите активности кои што ги добиваме од ОХО, ние ги реализираме. Еве и сега во Пакомак бевме со надпреварот. Исто така, како екоодборот во нашето училиште, значи имаше еден проект кој што посебно, значи секоја година екоодборот си изнаоѓа еден екостандард на кој што ќе работи. Оваа година беше училишниот двор, така да еден дел заедно со локалната самоуправа и институциите од градот со помош нивна, ние поголемиот дел, значи го изчистивме дворот кој што беше од околу така со трева кој што имаше, па градежен дел каде што тие соседите околу училиштето тука го има оставено и едниот дел го уредивме како паркче го направивме и трибини покрај фудбалските терени, така да децата кога гледаат фудбал може да седнат тука, јубаво уредено паркче. Сега пролетва и летото се надевам уште побаво ќе расцветат и дрвциња ќе посадиме и цвеќиња и така гледаме да ги уредиме и тука значи од страна на еколозите голема заслуга. Исто и училиштето секогаш е посадено со цвеќиња во училиштето и гледаат на секој начин екологијата секогаш на највисоко ниво да ја имаме и кај наставниците, но и кај учениците.
Ги споменавме и државните надпревари, награди, признанија и ве накратко да кажете што се оваа година освои училиштето Коле Канински, кои се државни први, втори, трети места и такви некои награди или на надпревари кои што учествувавте? Значи, еден дел афирмација на училиштето покрај тоа каде што одат наставниците, како што испомна и самите, и на семинари, и на обуки, и на различни конференции, и самите, значи, сакаат да одат. Секогаш се едуцираат и сите тие знаења, како што кажа и Ирена, наставни методи и форми се ги пренесуваат кај учениците, ги работат, значи. И сето тоа допринесува и учениците да одат и на надпревари, значи така спремни да одат на надпревари и да постигнуваат високи резултати. Го спомнавме спортот, значи за спортот тука, еве и четвртоделенците беа најдобри во градот и веќе таму кога отидоја и таму беа најдобри. Исто така од спортот имаме многу први места на државно ниво, значи женски футсал, женски ракомет прво место, во пинг-понгот имаме, тенисот имаме ученици кои што добија. Исто така имаме, еве сега значи, на наставнички совет ги доделуваја сертификатите и дипломите и за наставниците од надпревара за биологија и природни науки. Математика имаме добиено награди, географија имавме трето државно место, македонски, тука веќе постојано, еве Марија може тука да каже. Јас се надоврзам за македонски јазик, баш исто беше работевме на Модерна бајка, значи ова беше во организација надпревар, во организација на издавачката куќа Табернакул, значи еден проект кој се викаше Читатели од иднината. На тој надпревар требаше учениците да создадат модерна бајка, односно како би го гледале херојот во модерни услови. Темата беше Црвенка па го запозна волкот на Facebook или Twitter. Тука ученичката Илијана Гоциева од 6-то деление освои прво место, прва награда беше наградена на тој литературен надпревар, а воедно и тие ни донира и Табернакул ни донираше и книги за училишната библиотека. Колку книги еве сега, значи со оваа донација претпоставувам се збогати многу да библиотека. Многу, значи имавме оваа година некаде 3 донации за училишната библиотека, па преку 300 или 400 книги добивме. Да. Сега мислам дека и околу 15.000 книги имаме во библиотечниот фонд кај нас во библиотеката, но имавме и самите идеи потекнуваат токму од учениците, тие самите велат наставничке дали ќе може книгите кои не ги читаме повеќе да ги донираме во библиотеката, и така детската организација донираше околу 300 книги во библиотеката, па потоа ние дониравме на сиромашните семејства заедно во соработка со Ротари клуб книги и значи постојано се и помагаме заедно со библиотеката и со другите организации. Каде застанавме на наградите, дали ги кажавме сите или имаме уште? Наградите малку се уште имаме, но и исто така и на ноќната трка, исто така прво место освои на општинско ниво, и во сите предмети кои што еве отидоа на надпревар, јазичарите, исто мислам тука и ХИПО надпреварот беше меѓународниот надпревар ХИПО по англиски јазик, исто на државно ниво англиски јазик, спелинг би, германски јазик имавме, тука кенгурот математика, значи еве уште не се дојдени дипломите за учениците, имаме освоено многу награди. Така да, мислам, тоа е голема афирмација за нашите училиште. Тоа е голема работа од страна на менторите, на наставниците, и секоја чест на наставниците, но и на учениците, голема работа. Поттик за понатаму да работат. Постојано кај нас во нашите училиште се одржуваат они дополнителна додатна настави во наставните активности, во кои што помагаат кај учениците, тие уште повеќе да ги доусовршуваат наставните единици кои што им се предаваат, и она што е најинтересното за нив, уште повеќе да го продлабочуваат и да учат и да го пренесуваат кај во секојдневниот живот, во животот каде што живеат и се ги обкружуваат сите. Колку ученици денеска бројува основното училиште Коле Канински? Основното училиште околу 900 ученици сме и затоа велам тоа е голем поттик и предизвик да се работи тука, затоа што секоја година ни се зголемува бројот на ученици и
мило ни е што имаме ваков кадар и вакви ученици и родители, затоа што и тука морам да изразам една благодарност и на Советот на родители, кој постојано е тука со нас и до нас и секогаш ни помага во сите активности кои што ги реализираме. Еве и Советот на родители во текот на оваа година реализираше трибина Здравјето на зъбите и беше доста посетена и голем интерес пројави оваа трибина, така да секоја година си одржуваат и реализираат и секогаш тоа што можат помагаат во училиштето. Месец мај ни беше актуелен и со уписите на првачињата. Колку првачиња ќе прими Основното училиште Коле Канински наредната учебна година? Така, 90 првачиња се запишани и чекаме уште да се дозапишат. Имаме, значи, цело лето тука е кој не е стигнал да се запише, ќе дојде ќе се запише. Значи, вратите ни се отворени. Тоа се, да, 3 паралелки, но имаме и во подрачните. Еве, баш некни беше, јас го спомна и Ирена, имавме посета од неговото високо преосвештенство владиката Петар, кој што ни помогна околу монтирањето на новите врати во подрачното училиште во Буково и во неделата го посети училиштето и баш прашуваше колку првачиња, 11 имаме во Буково и тоа мислам дека е голема бројка сепак, селото е убаво, училиштето исто и пак после извесен период немаме толку првачиња, не сме имале 11, еве ги оваа година, така првачињата во Буково ни се поголема бројка. Сега ќе се задржам на инфраструктурните проекти, на она што се работи на училиштата. Ги споменавме овие училишта, подрачни училишта, кои што навистина беа потребни во овие места, но еве има ли во плани за некои други градежни, односно инфраструктурни работи кои што ќе се работат? Знаете дека кај нас училиштето со помош на капитални инвестиции, Централното училиште се направија промени на прозорците, вратите и гумениот под. Сега еве уште капитални инвестиции при крај со завршетокот на тој проект. Добивме клупи и столчиња во училиштето и очекуваме уште инфраструктурни. Тука спортската сала ни е проблемот, така да очекуваме од општината, значи тоа да се среди. Имаме уште некои зафати, сакаме училишниот двор, значи како што ви кажав дека училишниот двор ни е од одборот на број 1 оваа учебна година, затоа што уште не е завршена годината. Сакаме уште еден дел тука да го оплемениме. Се надеваме дека ќе стигнеме летниот период, тоа да се направи како една екоучилница. И уште некои зафати ќе видиме тука. Имаме сега промена веќе се со овие столчињата и клупите, тоа да го направиме уште, да ги доопремениме училниците и спремни 1 септември да го дочекаме. Се знае ли веќе некои проекти кои што ќе се работат еве од септември, нешто како програма која што верувам дека токму овој летен период ќе ја подготвите еве за крај да најавиме. Годишната програма секогаш веќе летниот период тука и со сите проекти кои што веќе стручните активи ќе се соберат сега овој период и ќе навестат кои проекти ги планираат за наредната учебна година. Исто уште не докажавме за караванот на пријателството, кој што веќе 3-та година се реализира и овој проект и тој веќе продолжува и наредната година. Оваа година, знаете, лани бевме ние домаќини на 5-те држави, 5-те училишта од бивши југословенските простори, а оваа година бевме гости во Бања Лука во Босна. Тука и беше и Ирена, која што преубаво си помина тие 4 дена со 5 ученици и 3 наставници, така да продолжуваме со проектите кои што ќе бидат и наредната година. Обрнуваме внимание на се она што е интерес и за децата и за наставниците и што дава големи и високи квалитети како за сите вработени, но инфраструктурно и услови убави за учениците. Ви благодарам што денеска бевте наши гости. Еве накратко, ова беше накратко за тоа кои проекти ги реализиравте, инфраструктурни, но еве и проекти кои што се врзани со учениците и за се она што еве ја одбележува учебна 2016-2017 во Основното училиште Коле Канински во Битола и ви посакувам многу успех и понатаму.
благодариме. Значи имаме и уште многу активности, но во секој случај, така инклузијата, еве не ја спомнавме, инклузијата исто така и во наставните активности, како што ви кажав, си работат клубовите од сите предмети, имавме многу убав саем на наука, така да се надевам дека и понатаму ќе имаме уште вакви емисии и ќе имаме простор за да кажеме. Од септември повторно дружба, да. Така, ви благодариме. Ви благодарам и јас.